Почитувани гледачи, добро вечер. Емитуваме вести на програмата на телевизија КТВ. На прес-конференција денес градоначалникот Александар Панов го изнесе ставот од договореното при средбата со менаџерскиот тим на Фени Индустри во врска со вработените од рудникот Ражаново. Во целост ја емитуваме изјавата на Панов. Почитувани, како што најавивме и како што беше за задолжението од страна на Советот, намени и на советниците, како и дел од вработените од рудникот Фени Индустри, читуваме за потреба да после обавениот разговор со менаџерскиот тим или со највисокиот менаџерски тим на Фени Индустри да пред се за луѓето кои што таму работат, односно 30 работници на рудникот Ржаново, како и на целокупната кавадаречка јавност да и соопштиме од резултатите и епилогот од нашите преговори со Фени Индустри. Сакам со жалење на самиот почеток да констатирам дека од страна на менаџерскиот тим бевме запознаени дека се работи за крајно решение, кој што предизвикува раскинување на договорите за работа на овие 30 работници. Меѓутоа, исто така сакам во интерес на јавноста и во интерес на вистината да предочам што е она што ни јас како градоначалник и советниците покрај мене го изнесовме пред Фени Индустри со цел да придонесеме финансискиот дел да не биде основната причина поради која што овие работници се бркаат од работа, односно му им се раскинува договорот. Предочивме дека од страна на синдикалната организација имаме предлог да дел од работниците се откажат од нивниот бонус со цел финансиски да помогнат на настанатата криза. Исто така на барањето на 30 работници кои што би се нафатиле во наредниот период од неколку месеци да работат на 70% од нивната плата. Потоа за скратување на сите донации или укинување на сите донации спрема локалната самоуправа, со што за неколку илјади евра локалната самоуправа би останала куса од субвенциите и донациите кои што ги дава Фени Индустри за локалната самоуправа. Решавање на проблемот за дел од работниците, доколку имаме работници кои што се со повисока старосна граница, па дури и можноста да со соодветен паричен надомест, со дополнителни парични средства доброволно да некои заминат како технолошки вишок. И на крајот беше предложен социјален пакет или пакет од социјални мерки кои што би биле во функција на овие работници. Би сакал да истакнам дека од страна на раководниот тим, односно менеџерскиот тим од Фени Индустри, беше истакнато дека ова решение не е трајно, дека има можност, сериозна можност да рудникот повторно проработи, бидејќи не е отпочната постапка за негово затварање, како и фактот дека и повикот до овие работници да по судски пат не ги завршуваат споровите настанати помеѓу нив и Фени Индустри, односно тоа како препорака. Во врска со социјалниот пакет имавме малку поголема дискусија, бидејќи тоа беше единствена точка околу која што менеџерскиот тим сакаше да разговара. И тука се отворија темите кои што начално беа прифатени од страна на менеџерскиот тим, а тоа е за зголемување на процентот или паричниот износ за надомест на овие лица, како и за основање на некоја фондација која што во наредниот период би се занимавала со вакви кризни ситуации, односно со поправично разрешување на проблемите, социјалните проблеми кои што ги предизвикува прогласувањето на технолошки вишок и други последици. За ова е оставено во наредниот период да се формира комисија и да таа комисија го предложи модалитетот за функционирање на оваа фондација. На крајот би сакал да истакнем и тоа дека од страна на менеџерскиот тим беше посочено дека постои можноста за повторно враќање на овие работници, кое што ќе се прииспита за неколку дена или за неколку месеци, и нивниот апел да овој настанат конфликт не се разрешува со тужби, односно по судски пат. Од моје лично име и од името на советниците и од целиот совет на општина Кавадарци би сакал покрај личниот и колективниот апел кој што го упативме до менеџерскиот тим, еве и сега од името на градот Кавадарци да упатам јавен апел до менеџерскиот тим на Фени Индустри да
уште еднаш ја преиспита оваа одлука, да разгледа уште еднаш некои од нашите предлози кои што беа вчера предочени пред нив и сепак да изнајде можност за позитивно разрешување на овој проблем кој што е настанат не само со овие 30 луѓе, туку и со затварањето на рудникот, кој што долгорочно, доколку се реализира, би придонел кон поголеми финансиски потешкоти и на локалната самоуправа. Лозарите и понатаму очекуваат дека ќе се поништи купопродажбата на Винеа заради добивање на нивните побарувања. Ке блокираме патишта. Ако не ги добиеме парите кои пропаднатата винарска визба Винеа ни ги должи за грозието откупено во 2009, 2010 и 2012 година. Вака се закануваат лозари од Тиквешко, откако беа информирани дека винарницата била продадена за над 1 милион и 250 илјади евра. Лозаропроизводителите од најголемиот лозаровинарски регион во Македонија велат дека побаруваат над 600.000 евра од винаријата сместена во Росоманско Палипура. На некои од нив преработувачот на грозија им должи по 5.000 евра. Со душа чекам на тие пари, оти не сум вработена, треба фамилијата да ја гледам, вели Кавадарчанец. Лозарите стравуваат дека нема да ги добијат своите со мака и подзаработени пари. Затоа поднеле приговор до Основниот суд во Кавадарци со кој бараат поништување на купопродажбата на Винеа. Се плашиме дека ќе се исплатат само врските кон банката доверител која беше иницијатор на продажбата на производствениот капацитет, а не и кон нас, велат тие. Нивниот страф уште повеќе го зголемувал фактот што при пропаѓање на друга винарска визба претходно им останале ненаплатени побарувања дури од 2004 година. Лидерот на лозарите Љупчо Аризанов потврдува за КТВ телевизија дека не се исклучува можноста од порадикални мерки, доколку не се поништи договорот за купопродажба на винаријата и не се намират долговите кон производителите на грозија од Кавадаречко и Росоманство. Подготовките за Свети Трифун почнаа. Советот на вчерашната седница ја усвои програмата за одбележување на овој празник, кога започнуваат и лозарските работи. Кавадарци се подготвува за одбележување на празникот на лозарите Свети Трифун. Советот на општината ја усвои програмата во која се предвидени активностите за одбележување на празникот, кога символично започнуваат лозарските работи. Годинава 10.000 евра од буџетот се резервирани за празникот. Имајќи ја во предвид символиката на овој ден, преку планираните активности за празнување, локалната самоуправа во координација со Домот на културата Иван Мазов Климе, музеј галеријата, ќе реализира настани со тематики пригодни за Свети Трифун. Во знак на церемонијално означување на почетокот на закројувањето на виновата лоза и отпочнување на лозарските работи, особен акцент се става на зачувување и негување на традициите и обичаите, типични за тиквешкиот лозаровинарски крај. Програмата за одбележување на празникот покрај традиционалното закројување на винови лози предвидува и изложби со тематики од лозарството и винарството, како и дегустирање на вино и ракија. Измените во законот за вино повлекуваат и бројни дискусии и новости. Токму заради тоа и деновиве во Неготино се појави иницијатива за формирање на национална агенција на винарски визби од Неготино. Предлогот од страна на владата за измените во законот за вино, од страна на Собраниската комисија за земјоделство со кој се предвидува да се стави крај на нелојалната конкуренција во производството и продажбата на виното, се прифатливи од страна на винариите од општина Неготино. Новост во овие измени и предлогот за формирање на национална асоциација на винари во која ќе може да членуваат само винарски визби со лиценци, а предвидено и државата да воспостави регистар на увозници на вино со единствена цел да има увид во тоа колкави количини и со каков квалитет се увезуваат, а преку измените во законот за вино се проширува и палетата за извоз на производи од винско грозје и вино, со цел за намалување на сивата економија, планирано и заострување на казнената политика во овој сектор. Минатата година, токму поради непочитување на законот за вино, лиценците за откуп им беа одземени на 8 винарски визби во земјава. Уставниот суд во мај лани одлучи дека Министерството нема право да одзема лиценци на винари кои не го подмириле долгот кон лозарите од претходната година, заклучно со 30 април 2012. Тогаш заменик министерот за земјоделство Зоран Коњановски рече дека целта на владата не е да ги казни винарските визби, туку да ги среди односите помеѓу нив и лозарите. Ваквите измени во законот за вино предизвикаа различни реакции кај лозарите, каде дел од нив велат дека со овие измени можеби и ќе се стави ред во продажбата на вино, но ќе ги остави и без дополнителен приход во домашниот буџет, зашто голем број од нив екзистенцијата ја имаат токму од продажбата на вино и ракија.
Општина Росоман опремува нови простории наменети за успешна реализација на едношалтирскиот систем. Општина Росоман опремува нови простории наменети за успешна реализација на едношалтирскиот систем. Реновирањето на просториите и поставувањето на нови врати и прозорци со ПВЦ започна деновиве. Добро е што сега просториите се во сопственост на општината, па ќе го нема проблемот со кој локалната самоуправа се соочуваше во минатото. Напорот за откупување на овој простор се исплати и сега нема проблем со ниту еден покрупен чекор околу реновирање и реконструкции кога станува збор за нешто во сопственост на општината, велат од локалната самоуправа во Росоман. Едношалтерскиот систем е олеснителен чекор и за службите и за граѓаните. Нема да има шетање и чекање ни шалтери, туку на едно место, наскоро жителите на Росоман ќе ги добиваат сите услуги од кои имаат потреба. Според планот, овие простории ќе бидат пуштени во функција во март месец, а со тоа ќе стапи на сила и едношалтерското работење, информираат од општината. Средствата за реновирање и уредување на новите простории се обезбедени од општинскиот буџет. Нови компјутери за администрацијата во општина Неготино со средства во висина близу 200.000 денари обезбедени од сопствениот буџет, локалната самоуправа Неготино изврши набавка на 6 нови компјутери за потребите на општинската администрација. Истите се веќе распоредени во повеќе оделенија, и тоа во оделението за урбанизам и градежништво, за комунални работи, кај инспекторот по патен сообраќај, како и за потребите на останатите вработени во општинската администрација. Советот на општина Неготино во изминатата година одржа 17 редовни седници, на кои поголемиот дел од точките на дневниот ред покрај актуелните проблеми се однесуваа за комуналната изградба. Советот на општина Неготино одржа вкупно 17 седници на кои советниците водеа расправа и донесува одлуки од делокругот на работа на општинскиот совет, со кои се овозможи непречено функционирање на локалната самоуправа. Тие усвоија програмата за работа за 2012, општинскиот буџет за тековнава година. Усвоена беше и зарочната сметка за 2011, а се донесе одлука за утврдување на урбанистички план во населено место за стопански комплекс за откуп, складирање, преработка и дистрибуција на земјоделски производи во општината, како и програма за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општината. Советниците ги усвоија и програмите за изработка на урбанистички планови, за уредување на градежно земјиште, за изградба и одржување на локални патишта и улици, програма за јавна чистота и за одржување на јавното зеленило и парковски површини на територијата на општината, за комунални дејности, програмата за локален економски развој, како и голем број други решенија, заклучоци одлуки од доменот на работата на Советот на општина Неготино. Мистериозни јавувања добивале кавадарчани синоќа дека ги нема на избирачкиот список и да извршат увид. Мистериозни јавувања на телефон добивале синоќа голем број на кавадарчани и жители на кавадаречките села. Непознатиот глас што се јавувал кај избирачите им кажувал дека ги нема на избирачкиот список, па денес да појдат во канцеларијата на Државната изборна комисија во Кавадарци за да проверат дали ги има на списокот. Ами не сум јас умрен како да ме нема. Лани ме имаше, сега да ме нема. Еве проверив и навистина моето име и презиме ги има во избирачкиот список. Не знам кој се дрзнал така да манипулира со нас гласачите. Не можам да претпоставам дали е од некоја партија или пак некој си игра на мобилен телефон. Во секој случај не е вкусно ова што се прави, рекоа ти Квешани за КТВ телевизија. Голем број на граѓани од изутринава дошле да си ги проверат дали ги има во списокот, потврдија во канцеларијата на Државната изборна комисија во Кавадарци. Сите рекле дека некој им се јавил за да дојдат на проверка. Службениците во канцеларијата кои во моментов работат на евидентирање на потписите на граѓаните, кои сакаат да го дадат својот потпис за некоја од независните советнички листи, кои веќе се доставени за собирање потписи, им овозможиле на сите граѓани кои биле заинтересирани да извршат увид во списокот. Меѓу оние кои добиле телефонски повик да дојдат на проверка, има и такви кои се сомневаат дека можеби тоа го прави некоја од политичките партии или повеќе од нив, заради интерес што повеќе од избирачите да бидат сигурни дека се на списокот, за да има што повеќе потенцијална излезеност на претстојните избори и граѓаните да немаат такви проблеми, дека ете можеби ги нема на списокот.
Утре во организација на Општинската организација на Црвен крст Кавадарци ќе се реализира првата крводарителска акција за 2013 година спроведена во локалната самоуправа. Утре во организација на Општинскиот Црвен крст реализирана ќе биде првата доброволна крводарителска акција за 2013 година спроведена во локалната самоуправа. Големата сала на Општинското собрание е местото каде ќе се случува акцијата, а ќе ја спроведува екипа на кабинетот за трансфузија при Општа болница Кавадарци. Граѓаните кои сакаат да ја искажат својата хуманост и солидарност, слободно ќе можат да се јават на акцијата и да даруваат доброволно крв во периодот од 9 до 15 часот. Ова акција со години е носечка за една тековна година кога станува збор за крводарувањето. Целта е хуманоста да тргне од локалната самоуправа и од тука да се побуди интересот за крводарување. Често во минатото општинарите знаеа да бидат дел од акцијата и самоиницијативно да застанат во редицата крводарители, а неретко некои од нив и за прв пат да се запишат во листата на крводарителите. Дали и годинава ќе биде така останува за одговорот на ова прашање да почекаме до утре. Инаку годинава ова акција е втора на листата од календарот на крводарување на Црвениот крст. Првата годинава се реализираше во кабинетот за трансфузија Кавадарци и беше оценета за доста успешна. Задоволителна бројка на дарувани единици крв организаторот очекува и од утрешната акција. Понуда за соработка, партнерство до Општина Неготино. На адреса на локалната самоуправа Неготино деновиве пристигна понуда за соработка, партнерство од страна на Сдруженијето за заштита на животни Анима Мунди, организација добитник на Националната награда за организирање волонтерска пракса за 2012 година, информираат од Општината. Станува збор за спроведување на проектот јакнење на капацитетите на единиците на локалната самоуправа и оптимизирање на јавните услуги преку иновативност во механизмите за комуникација до подобро владење, во кој Општина Неготино заедно со други 10 општини би давала собствен придонес во неговата реализација. Главна цел на проектот е да се воспостават нови и непосредни облици на комуникација помеѓу општинските службеници и граѓаните, при што ќе се зголеми транспарентност и квалитетот на јавните услуги на општината во комуналната сфера. Утре во текот на денот ќе биде умерено облачно со сончеви периоди. Попладне ќе дува засилен северен и северозападен ветер. Утринските температури ќе се движат од -7 до 0 степени Целзиусови, а максималните дневни од 4 до 12 степени Целзиусови. Гледавте вести на програмата на телевизија КТВ. Ви благодарам за вниманието. Се што испуштивте овде ќе може да погледнете на ktv.com.mk. Довидување.